Според мештаните кои денеска застанаа пред камерата, од нивните сметки и штедни книшки поранешен службеник во Македонска пошта со години наназад успевал да испумпа голема сума на пари, но и парите и каматата да не им ги внесува во книшките. Според проценките на измамените, штетата се движи и до 200.000 евра. Најголем дел се пензионери, кои како што велат штеделе да не бидат натовар на децата, но и да им помогнат. Вера Стојановска, која 6 години штедела, сега има само 1 денар на книшката. 2.500 евра си. Да ги штедиш од душа, да ги делиш, сега да ги... Јас сум многу оштетен со многу пари. И тоа е на жената, не се на мене. Знано име са тие сите пари, 2 книжки имам. Скандалот се открил на почетокот на месецот, кога еден пензионер наместо да ги извади парите од поштата во Злетово, застанал на шалтерот во Штип, но таму му рекле дека на сметката нема 5.000 евра како што тој тврдел. Поштенскиот службеник бил суспендиран, но откако случајот почнал да се расплетува, на 6 јули се самоубил. Мештаните, меѓу кои блиски роднини и пријатели, му верувале, па и своите штедни книшки ги оставале да ги чува, како што велел во сефот. Оштетен е мојот татко, пензионер, со 190.000 пари. Меѓутоа го нема ни книшката. Ништо нема, нити пари, нити книшка. Штедени се биле од 2014 година со заштеда дека ги мислам дека тука чува книшката. На некој начин вали да го пагува лажал. И сега нема нити книшка, нити не знаеме дека се обратен. Дојдам тражам парите, нема ги ни на книшка, има ги ни на сметка, ни помоштото тука нема го. Што сум ја помоштена и дома провишти по полиција пријавиме, вика, немате докази, нема што да докажете, вика. Треба да ми донесете докази. Се ги уништил, не може да докажем. Ако 100.000 пари се тука у поштата стоят. Книшката беше на татко ми, а препрелови ги парите на син ми. И тука беше книшката во поштата. Ја дојдов да видам дали тука книшката, они вика нема книшката. А дека однесена ни викат во Штип во архив. И се не знам дали там и не знам колку пари имаше, а на кај имаше околу 200.000. Оштетените жители, од кои најголем дел се пензионери, подпирајќи се на бастуните, секој ден доаѓаат пред поштата за да си ги бараат парите. Штеделе од она што ќе го заработат од земјоделство, но и од рударските пензии. Луѓето са тука, парите што си ги уложувале, се са од рудникот. Што се уливале под земјата, што си ги вадиле со под, парите си ги заштедувале и си ги ставале на страна. Од СВР Штип потврдуваат дека кај нив постојано пристигнуваат нови пријави на измамени граѓани. Целокупната документација е доставена до основното јавно обвинителство во Штип на поднатамошна постапка. Надлежните во Македонски пошти и во Штип одговорот на прашањето дали ќе им се вратат парите на оштетените жители на Злетово, ни укажаа да го бараме во централата во Скопје.